Беше тоа на 12. мај 1935 година, кога во Њујорк умре Михајло Пупин, научник кој со своите пронајдоци во областа на електрониката, жичната и безжичната телеграфија стана познат во светот, најпознат по своите Пупинови калеми. Роден е во Идвор, во Банат, во октомври 1858 Ново Македонија, во селото Вевчани, денес постои Пупинова куќа, која е музеј каде посетителите може да се запознаат со неговото потекло од Охридскиот крај, каде што донирал и камбана. Беше тоа на 12. мај 1993 година, кога Република Македонија воспостави дипломатски односи со Република Босна и Херцеговина. На 12. мај 1993 година Швајцарија ја призна Република Македонија. На 12. мај 2004 година Бранко Црвенковски ја презема должноста председател на Република Македонија. На 12. мај 2014 година Ѓорѓе Иванов стапува во вториот мандат како председател на Република Македонија. На 12. мај 1923 година е роден Атанас Петровски, македонски филмски режисер и продуцент. Петровски од 1945 вршел одговорни функции во конституирање на македонската независна кинематографија. Тој е еден од организаторите на првата македонска независна филмска продукција ФРЗ во 1968 Во 1976 е прв директор на Кинотеката на Македонија, каде што останува до пензионирањето во 1985 Атанас Петровски режирал околу 20 документарни филмови, меѓу кои и култните Великденски адети, Галичка свадба, Старата чаршија, Дервиши, Тенда и така натаму. Починал во Скопје на 28 декември 2001. Беше тоа на 12. мај 1932 година, кога во Прилеп е роден Дарко Дамески, еден од најистакнатите македонски театарски, филмски и телевизиски актери. Дамески во 1952 година ја завршува Средната државна театарска школа во Скопје. Член бил на драмскиот ансамбл на Македонскиот народен театар во Скопје. Во 1964 Дарко Дамески станува член на драмскиот театар, на чија сцена остварува 40 ликови, во кои дојде до израз приврзаноста кон театарската уметност. Дамевски починал во Скопје на 12 декември 1983 година. На 12. мај 1905 година на планината Али Ботуш загинува војводата Атанас Шабанов Тешовалијата, македонски ајдутин, револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член и војвода на македонската револуционерна организација. Беше тоа на 12. мај 1820 година, кога е родена познатата англиска медицинска сестра Флоренс Најтингел, втемелувач на професијата медицински сестри. Денес незиниот роден ден се одбележува како Светски ден на медицинските сестри.